И покрај фактот дека состојбата на Блискиот Исток засега е стабилна, Министерството за надворешни работи апелира до македонските државјани да бидат во контакт со дипломатско-конзуларните представништва во регионот, да остават своји телефонски броеви и внимателно да ја следат ситуацијата. Официјално Скопје нема начин да ја утврди точната бројка на наши државјани во Израел и околните земји, освен, како што рече шефот на дипломатијата Османи, тие самите да се пријават за да се знае колку се и каде се, за ако има потреба да бидат евакуирани доколку ескалираат тензиите по ракетните напади на Иран врз Израел. Единствениот начин кој што можеме е преку нивно пријавување во нашите амбасади. Бидејќи ние имаме слободно движење, граѓаните се движат и немаат никаква обврска да не информираат нас или амбасадите дека патуваат во било која друга држава. Така да единствениот начин ние да имаме податоци е граѓаните кои што ќе се пријават и ќе се јават во амбасадите за да кажат ние сме тука, планирајте не ако состојбата излезе од контрола. И јас, иако денеска е стабилна состојбата во Израел и во Блискиот Исток, сепак им препорачувам, пријавете се во амбасада, нека ве има во списокот. Кризниот штаб формиран во МНР според Османи е оперативен и по потреба контактира со македонските државјани. Се проценува дека нивната бројка во Израел околу 50-тина. Засега само еден побарал да биде евакуиран по саботните ракетни напади. Во моментот состојбата е делумно стабилизирана, училиштата во Израел се пуштени во функција, војниот кабинет се уште нема одлука дали ќе возврати. Јас себе ја користам оваа прилика до Израел да не донесе одлука, бидејќи спиралата на конфликти тогаш само ќе се влоши. До сега се пријавил еден наш граѓанин во амбасадата во Израел кој што барал да се евакуира веднаш поради состојбата, веднаш му е даден патен лист за да може да ја напушти државата, а исто така од една компанија се јавија во СОС телефонот овде во Скопје за 4 вработени кои што ги има во Израел, чисто да ги имаме предвид во случај да се влоши состојбата. За сега нема барања за евакуација на македонски државјани кои се наоѓаат во Иран и во Јордан. На граѓаните покрај амбасадата во Тел Авив на располагање им се и амбасадите во Каиро, Абу Даби и Катар. Ситуацијата ја следи советот на амбасадори кој соопшти дека го поддржува МНР и активностите што ги презема за заштита и организација за враќање на македонските граѓани од кризните територии. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.